Добро, почитувани новинари, денешната пресконференција е реплика на она што аболицираниот криминалец Зоран Заев денес се обиде да го представи како владина програма. Денес аболицираниот Заев еден час се трудеше преку читање на партиски памфлет да ја увери јавноста, а тоа можеше да го направи само со една минута. Да се откаже јасно и гласно од платформата од Тирана. Истиот овој Зоран Заев, кој во Швајцарија зборуваше за кантонизација на Македонија, денес во седиштето на СДСМ се заплетка во обидот политичкиот став и одлуки да ги сокрие зад идните дебати на експертите од повеќе страни и политички партии. Господине Заев, не ја подценувајте интелигенцијата на македонските граѓани. И ако сакате да ги уверите дека водите политика корисна за Република Македонија, докажете го тоа само со една кратка и јасна реченица, дека ја отфрлате платформата од Тирана како платформа на туѓа држава, која што нема свое место во политиката на унитарна Македонија. Господинот Заев денес уште еднаш покажа дека не го почитува мислењето на граѓаните. Тој денес уште еднаш потврди дека е уценет и дека со измама на штета на државните и националните интереси сака да се дограби до власта. Избор на измама значи кога на изборите ќе победите со една програма, а после изборите ќе прифатите уцена и за да дојдете на власт ќе спроведувате друга програма од која што не сакате да се откажете. Затоа господинот Заев денеска не собра храброст да ја отфрли јасно платформата од Тирана и сите елементи кои што се содржани во неа. До вчера господинот Заев лажеше дека со Дуи и со Зијадин Села разговарале само за начела и принципи, но денес откри дека има изготвен и предлог закон за употреба на албанскиот јазик, но ја сокри неговата содржина. Го сокри, например, членот 8, кој што беше претходно истакнат во јавноста. Денес господинот Заев откри дека се разговарало и за осуда за резолуција за геноцид врз албанците во Македонија, но не откри и не кажа што ќе содржи таа резолуција и кога ќе биде донесена. Заев сокри кој ќе биде осуден за геноцид и дали и Србија, Бугарија, Грција или самата Република Македонија ќе бидат помеѓу осудените за наводниот геноцид. Аболицираниот Зоран Заев не собра храброст да ги осуди изјавите на неговиот коалиционен партнер и иден реформист Зијадин Села, кој што го негира македонскиот национален идентитет, македонската химна и знаме, и го негира постоењето на македонците. Овој коалиционен партнер на господинот Заев, идниот реформист Зијадин Села, со своите 3 подписи го купи националното достоинство на Зоран Заев, доколку воопшто го има. Зоран Заев конфузно се обиде да ги излаже граѓаните, ја прочита програмата на СДСМ и се сокри зад празните флоскули дека ќе се дискутирало во иднина за химната, за грбот, за знамето, но и дека за тоа ќе одлучувале експерти. Граѓаните на Република Македонија на изборите не гласаа за експерти. Тие гласаа за политичари, за кандидати за пратеници и кандидати за премиери. Политичарите, владата и собранието ќе одлучуваат за изгледот, устројството, уставот и законите на оваа држава. Затоа непотребно господинот Заев својата прифатена уцена се обиде да ја сокрие зад идните дебати на експертите. Експертите на ДУИ и експертите на СДСМ, кои се тие и какви ставови ќе имаат? Што усогласиле и што ќе одлучат политичарите од СДСМ и од ДУИ и од партијата на Зијадин Села врз база на мислењето на тие експерти. Заев смета дека граѓаните се наивни и дека вакви фрази за идни експертски дебати
ќе ја релативизираат неговата позиција во која што тој прифаќа една уцена која што е на штета на унитарниот карактер и стабилноста на Република Македонија. Затоа неговите манипулации за наводни дискусии и идни експертски и стручни расправи од типот на експертите на професорот Фрчковски и Осман Кадрију се само еден невешт и подценувачки обид да ги измами граѓаните уште еднаш. Со измислените дебати кои би се воделе по сите отворени прашања, Заев остана со отворена врата за целосна реализација на платформата од Тирана. И затоа денешното обраќање и пресконференција на господинот Заев го цениме само како привремено купување на време и фасадирање на граѓанското незадоволство на кој тој е сведок од политиките кои што ги води Социјалдемократскиот сојуз со прифаќање на сите уцени само за да се дојде до власт, иако беа партија која што ги изгуби изборите. Заев потврди дека е решен, дури и по цена да дебатира за прашањата од платформата на Тирана, кои се однесуваат и на итно решавање со проблемот со името и подразбираат вклучување на сите представници, коалициони партнери во преговорите со соседна Грција. И ние имаме само едно да му порачаме на господинот Заев. Господине Заев, престанете да го подценувате македонскиот граѓанин. Вие сте прочитана книга, вие сте аболициран криминалец, вие сте човек со лабилно мислење, кој што зависно од состојбата на денот ги менува своите политички ставови. Еднаш во Цирих, друг пат на ТВ21, трет пат во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку вие, господине Заев, сте убеден дека тиранската платформа треба да се отфрли, тогаш прифатете ја понудата на ВМРО-ДПМН за малцинска влада, која што би ја предводеле, но за која што цена нема да плати Република Македонија на штета на нашите национални интереси. Доколку господинот Заев е убеден дека платформата од Тирана е позитивна за Република Македонија и за целиот народ, тогаш нека се прифати второто можно решение да имаме предвремени парламентарни избори кои што би се одржале заедно со локалните и граѓаните нека се изјаснат за секоја програма, платформа, вклучително и за онаа од Тирана, доколку во неа верува господинот Заев. Да им дадеме можност на граѓаните да кажат што мислат околу платформата од Тирана и дебатите кои што Заев ги најавува околу прашањето за јазикот, околу прашањето за геноцидот, околу прашањето за уставот, за грбот и за химната. Нека не бидат дебати на експерти кои што можат лесно да бидат монтирани, нека бидат дебати на изборни програми за кои што ќе одлучат граѓаните. Затоа, господине Заев, соберете храброст, јасно отфрлете ја платформата од Тирана или соберете храброст и јасно кажете дека истата ќе им ја понудите на граѓаните на следните предвремени парламентарни избори. Благодарам многу, повелете доколку има некои прашања. Повелете. Зоран Заев на пресконференција најави дека следната недела ќе се наоѓа, да кажам, некакво решение за влезување на мнозинството во парламентот. Каков е ставот на партијата ВМРО-ДПМН? Ставот на ВМРО-ДПМН е многу јасен. До сегашното неучество на Социјалдемократскиот сојуз и подписниците на нивната листа за добивање на мандат во работата на собранието е договорен политички чин се со цел да се одложат локалните избори кои што требаше да се одржат по редовен пат во мај оваа година. Господинот Заев е свесен дека доколку излезе сега на локални избори, ќе претрпи уште еден, уште потежок изборен пораз. И нивното неучество во собранието не се должи на ништо друго, на никаква обструкција, бидејќи секој избран пратеник и пратеничка група има право да покрене иницијатива за избор на претседател на собранието, освен на договорот помеѓу господинот Заев и господинот Зијадин Села,
неговиот иден реформатор за одложување на локалните избори. Повелете. Исто така во дебата на емисија, господинот Меджити од ТУИ кажа дека помалку исто така ја прифатила целата платформа на албанците, практично само јавното обвинителство било проблем што не е постигнато договор. Што конкретно сте прифатили? Некој подруг закон за албанскиот јазик, други закони во интерес на сите граѓани? Што конкретно? Господинот Меджити е веројатно единствениот представникот ДУИ за кого што се води истрага во специјалното јавно обвинителство. Може би тоа влијае на неговите ставови, но не сме сигурни. Она што ВМРО ДПМН има да го соопшти на јавноста е дека не се разговарало за платформата од Тирана, која што беше осудена од првиот момент. Се разговараше за употреба на јазиците во општините, каде што најмалку 20% се припадници на немнозинската заедница и не се постигна согласност затоа што ДУИ инсистираше на целосна и еднаква двојазичност на целата територија на Република Македонија, што ние сметаме дека не е во корис на унитарноста на државата. Тука завршија преговорите и тоа беше најголемиот камен на сопнување. Преговорите сепак ги водевме до крајниот рок, се со цел да видиме и да утврдиме само еден факт. Дали ДУИ, која што во 2008 година инсистираше и ја молеше цела меѓународна заедница да се прифати принципот коалиција на победник со победник, ќе остане на истиот принцип или ќе го погази од себе промовираниот принцип. Се убедивме во второто и од сега натаму ние немаме никаква обврска да почитуваме принципи кои што некој ги крши кога не му одговараат. Повелете. Оваква констелација на односите како што имаме сега во која што очигледно е размерена безбедносната клима на државата поради постојањето на албанската платформа, но и поради формирањето на косовската армија на близината на нашите соседни граници. Можеме ли да се надеваме на некоја безбедносна помош од страна на САД, имајќи предвид дека Македонија во 2008 година подпиша договор за стратешко партнерство со САД? Регионалните прилики ги следиме внимателно и јас сум сигурен дека и нашите соседи, и Косово и Србија, но пред се нашите собствени капацитети, армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, имаат капацитет да се носат со било каква индивидуална или групна закана. Со Соединетите американски држави имаме одлична соработка и сигурен сум дека истата ќе продолжи во интерес на стабилноста на Македонија и на безбедноста во регионот. Но сепак треба да бидеме внимателни и да следиме се она што се случува, бидејќи во некои региони во нашето подрачје малку фали за да има некакви инциденти и одговорност на политичарите е да повикуваат на трезвено и разумно однесување на сите општествени чинители. Повелете. Гласат за председател на собрание албанец. ВМРО ДПМН ќе учествува во работата на собранието согласно сите деловнички правила. ВМРО ДПМН не е во позиција да одбере председател на собранието. Ќе ги почекаме предлозите, но тоа не е исклучено и ние како политичка партија да дадеме своји предлози. Тоа беше прашање кога ќе се однесува вашата пратеничка група и да од понеделник да се свика мнозинството ако го свика собранието? Како секоја одговорна политичка партија, ВМРО ДПМН во своето 26 годишно делување и во институциите и надвор од институциите действувала на начин што е соодветен на интересот на граѓаните кои ги представуваме и на стабилност на државата за која работиме. Повелете. Дали сте анализирали тоа дека самото ВМРО може да биде најголем поттикнувач на формирање на федерализации, кантонизации и така натаму во Македонија, бидејќи ако сега една група на граѓани протестира против албанците, што ако друга страна, значи албанците стануваат во големите градови кај што се оние мнозинство да протестираат и на тој начин природно да дојде до федерализација и кантонизација, намислам се чува како што треба во интерес на државата без да има вакви проблеми. Во државата Република Македонија
Според сите стандарди, и регионални, и европски, нема друга држава во регионот која што нуди, гарантира и промовира повисоки етнички, јазични и верски права за секоја немнозинска заедница. И никој нема ништо против ни една немнозинска заедница во Република Македонија. Но оваа држава, како матична и единствена држава на македонскиот народ, има право да го слушне гласот на секој граѓанин, без разлика дали е тоа на избори или изразено преку употреба на правото на протест, се додека истите се мирни и во рамките со правилата за безбедно протестирање. Благодарам многу. Повелете. Се извинувам. Да. Допусти на политика. Се извинувам тоа за јазикот. Да. Дали постои нешто што може да се превазиđe ово решение? ВМРО сака нови избори, парламентарно мнозинство сака власт. Дали е потребно некој треći да направи некој решение со мотивање и можете сами да се договорите? Каде ви гледате избори? Има и друго решение, тоа веќе го споменавме. Решението е Социјалдемократскиот сојуз да прифати поддршка од пратеничката група на ВМРО ДПМН, 51 пратеник, да бидат малцинска влада, која што ќе биде изгласана и од наша страна, само под услов ако се откажат во владината програма да не вклучуваат платформи на туѓи држави. И сметаме дека тоа решение е можно и дека би било во корист на државата. Видите малце контрадикторно односно на оно што спомнете дека господин Заев криминалец улица влезете во састав со криминалец. Кога се во прашање државните интереси, нас интересот на Република Македонија ни е поважен од секој друг интерес, без разлика на минатото досие на одредени поединци. Со цел да го заштитиме интересот на Македонија, би прифатиле како политичка партија нашите пратеници да гласаат за малцинска влада на СДСМ, доколку се откажат од платформата од Тирана. Благодарам многу.